Американскиот сенат скоро едногласно гласаше за законот за дополнителни санкции врз Русија и покрај противењето на Белата куќа. Законот е испратен на подпис или на вето од страна на председателот Доналд Трамп. За законот гласаат 98 сенатори, додека двајца беа против и со него, освен врз Русија, се воведуваат построги санкции врз Иран и Северна Кореја. Овој закон е прв поголем што се однесува на американската надворешна политика, одобрен од Конгресот, откако Трамп ја презеде функцијата. Предходно овој закон со кој Русија се казнува за наводното мешање во американските избори лани и за нејзината улога во конфликтите во Украина и Сирија, беше усвоен во представничкиот дом на Конгресот. Републиканскиот сенатор Џон Маккейн пред гласањето за законот изјави: The United States of America needs to send a strong message to Vladimir Putin and any other aggressor that we will not tolerate attacks on our democracy. That's what Иста беше и оценката и на лидерот на опозицијските демократи, сенаторот Чак Шумер. Any further attempts to degrade our democracy will meet further sanctions and action. We will not stand by idly as this is done. There's no process more sacred in a democracy than the guarantee of free and fair elections. Во врска со гласањето за новите санкции врз Москва, рускиот председател Владимир Путин изјави дека Русија ќе одговори на, како што рече, дрскоста на Соединетите држави. Се однесуваме многу резервирано, стрпливо, но во одреден момент треба да одговориме, бидејќи е невозможно неограничено да се толерира дрскоста спрема нашата земја, изјави тој на заедничката пресконференција со финскиот колега Саули Нинисто. Според Путин, истрагата во Соединетите држави за наводното мешање на Русија во председателските избори ја покажува растечката антируска хистерија во таа земја.